Според последното истражување на јавното мислење од страна на реномираната агенција Брима Галуп, за мнозинството од македонците политиката на опозицијата е деструктивна, додека пак политиката на власта е конструктивна. Реномираната независна агенција за истражување на јавното мислење Брима Галуп на барање и во соработка со неделникот Република во периодот од 29 октомври до 3 ноември 2015 година спроведе теренска анкета за испитување на јавното мислење на граѓаните во однос на повеќе прашања поврзани со актуелни политички теми, при што беа анкетирани 1007 испитаници. Со оглед на фактор што на сите досегашни избори етничките албанци во Република Македонија речиси 100% гласаа за политичките партии во албанскиот политички кампус, Република денеска ги објави резултатите од анкетата што се однесуваат на мислењето на македонците. Истовремено, поаѓајќи од фактот дека македонските гласачи на избори во најголем процент својата поддршка ја даваат за ВМРО ДПМН и за СДСМ, истражувањето генерално е со прашање што се однесуваат за овие две политички партии. Со писмо испратено на 9 декември, специјалната обвинителка Катица Јанева ги известила обвинетите во аферата Пуч, Зоран Верушевски и Ѓорги Лазаревски, дека го презема предметот од обвинителството за гонење на организиран криминал. Документите што ги објави порталот Прес 24 откриваат дека специјалното обвинителство на обвинетите ова известување им го испратила директно во Скопскиот затвор, каде што се наоѓаат по изречената мерка притвор. Дека е презема надлежноста врз предметот Пуч, Јанева ја извести јавноста вчера, повеќе од една недела подоцна. Нејасно е зошто Јанева цела недела криеше од јавноста дека ја преземала надлежноста врз предметот Пуч, во кој четврто осомничен е лидерот на СДСМ Зоран Заев. Неделникот Фокус пишува дека главна цел на специјалната обвинителка Катица Јанева ќе биде предизборно да се намали кредибилитетот на власта како непобедлива, односно да се направат обиди да се покаже дека изборните победи во изминатите години не биле регуларни. Предстојната посета на министерот за надворешни работи Никола Поповски на Атина е многу важна, прва и историска откако Грција во 2004 година ги забрани и замрзна билатералните посети од двете страни, оцени денеска подпредседателот на Собранието и поранешен шеф на дипломатијата Антонио Милошовски. Тој очекува посетата на Поповски да биде продуктивна и чекор напред во решавањето на прашањето за името. Грција како совесна членка на Обединетите нации, ако сака да даде свој придонес во билатералниот спор, треба да ја почитува пресудата од Меѓународниот суд на правдата во Хаг. Сите други мерки би биле само за создавање впечаток и би имале фасадна улога, а нема да значат чекор напред кон деблокирањето на Македонија за НАТО и ЕУ, рече Милошовски. А грчкиот председател Прокопис Павлопулос ги предупреди Турција и Македонија дека членството во Европската унија подразбира почитување на европските вредности и принципи, јавуваат денеска грчките медиуми во врска со средбата на Павлопулос со бугарскиот председател Росен Плевнелиев во Софија. Ние сме за европска перспектива, но мора да расчистиме една работа. Партнерите кои сакаат да се присоединат кон Европската унија мора да научат да ги почитуваат воспоставените европски правила, рекол Павлопулос. Во однос со Македонија, според грчките медиуми, грчкиот председател истакнал дека нашата земја мора исто така да ја почитува историјата. Не можеме да живееме, коегзистираме и да преживуваме во рамките на Европската унија во услови на фалсификување на историјата, како што наведуваат грчките медиуми од изјавата на грчкиот председател. Приватниот сектор до крајот на годинава треба на вработените да им исплати регрес за годишен одмор или попознат како К15. Работодавачите кои не го сториле тоа досега ќе треба во следните 15 дена да ја исполнат оваа обврска која е утврдена со општиот колективен договор за приватниот сектор. Од Сојузот на синдикатите на Македонија очекуваат на работниците кои работеле најмалку 6 месеци кај ист работодавач да им бидат исплатени средства во висина од најмалку 40% од основицата на просечната плата. Министерот за надворешни работи на Луксембург, Жан Аселборн, денеска изјави дека пограничната агенција на Европската унија Фронтекс може да биде распоредена дури и во држави што не се членки на Унијата, како Србија и Македонија. Покрај тоа, Аселборн во изјава за германските медиуми вели дека и членките на Унијата што не се на надворешните граници треба да дадат поголема помош на пограничните држави. Имаме големи проблеми во Србија и во Македонија, на пример, а сега не е можно Фронтекс да им помогне на тие држави. Сепак, тоа ќе се промени, истакна шефот на дипломатијата на Луксембург.
Пошокантните снимки на екзекуции на затвореници, па дури и оние кога деца убиваат заложници, се појави и снимка од јами во кои фанатиците на исламската држава ги мачат жените. Десетици жени, припадници на народот јазиди, биле сместени во најлошиот затвор кој човечкиот ум може да го смисли, малечки дупки ископани во сириските пустини. Тупките се пронајдени напуштени и не се знае каква била судбината на жените кои трпеле тортура. Над зидовите на овие кели кои потсетуваат на гробови, жените цртале сцени од животот кој го изгубиле кога биле нападнати. Тоа биле слики од куќи, членови на семејството, животни, автомобили. Маките на језидите почнаа во 2014 година кога џихадистите го освоија градот Синџар во Ирак, во кој тие беа мнозинство. Следуваа масовни екзекуции, силување на жени и мачења. Обединетите нации нападот на јазидите, мал народ кој крвно не се меша со другите, го окарактеризира како